Здраво, драги пријатели, добре дојдовте на уште едно видео на каналот Татунчо. Бидејќи исходот од последните избори во Италијанската република предизвика многу реакции и коментари, кажани во типичниот серџиски стил, иако политиката генерално не ми е главен предизвик, одлучив да дадам осврт на последните италијански избори, давајќи го неопходниот историски контекст. За политичките прилики во Италијанската република можам да говорам со непристрасност и одредена упатеност заради едноставниот факт што одблизу и одвнатре ги познавам истите тие прилики во последните 20 години. Иако повеќе сакат од далечната 2003 година кога премиер беше Силвио Берлускони. Самиот Берлускони како докажан бизнисмен беше своевидна свежина во 90-тите години и со својата Форца Италија го пополнуваше испразнатиот простор од традиционалната десничарска партија во Италија, Демокрација Кристијана. Појавата на Берлускони и Форца Италија го означи почетокот на периодот што во Италија се нарекува Ла Секонда Република, односно Втора Република. Овој период е важен заради фактот дека сцената ги снема двете големи поларизирани партии, веќе споменатата Демокрација Кристијана и Партито Комуниста Италијано, односно Италијанската комунистичка партија. Простор кој надесно го пополнуваше Форца Италија и Берлускони, додека на лево коалицијата Уливо, која беше предводена од лидери како Проди, Далема и други. Оваа коалиција подоцна ќе прерасне во партијата која денес ја познаеме под името Партито Демократико. Владењето на Берлускони беше поддржано од две помали политички сили во тоа време: Лега Норд на Умберто Боси, екстремно десна партија која заговараше сецесија на Северна Италија, и Алијанца Национале на Џанфранко Фини, исто така екстремно десна партија во која постоја елементи кои може да бидат наречени пост или неофашистички. Во тие рани 2000-ти, Алијанца Национале во своите редови ја имаше и младата и непозната Џорџа Мелони. Но, за Мелони малку подоцна. Форца Италија и Лега Норд има краток обид за владење со Италија во 1994 година, пошто следеа повеќе левичарски влади предводени од лидери како Проди и Далема. Од 2001 година на голема врата се враќа Берлускони, заедно со веќе споменатите Лега Норд и Алијанца Национале. И заедно ќе владеат полн мандат до 2006 година. Ни паметам тие години на економска благосостојба и развој, и покрај големиот ценовен шок што го предизвика влегувањето на новата валута еврото. Берлускони во периодот од 2001 до 2006 година беше апсолутна звезда, како на домашната, така и на меѓународната политика. Ќе биде трајно запаметен по зближувањето на американскиот претседател Џорџ Буш јуниор и рускиот претседател Владимир Путин, што резултираше во нивна блиска соработка и своевиден период на мир и просперитет во односите на некогашните непријатели. Во 2006 година Проди успева на кратко да го собере од глас Берлускони, кој повторно триумфално се враќа на изборите во 2008 година. Во оваа влада, како министер, ја наоѓаме и Џорџа Мелони. Овој изборен камбек на Берлускони очигледно не беше по волја на многу висши сили во меѓународната политика, така што во 2012 беше отстранет од власт и заменет со технократот Марио Монти. Во периодот на последната влада Берлускони се формира и една нова политичка сила предводена од комичарот Бепе Грило, кој се именува како Movimento Cinque Stelle. Генерално има евроскептицистичка и антисистемска идеологија, која тешко може да се дефинира лево или десно. По изборите во 2013 и покрај тесната изборна победа, левите политички сили, предводени од Партито Демократико, формираа неколку влади. Таа на Енрико Лета, подоцна Матео Ренци, за да на крај мандатот на тој парламент се заврши со владата на Паоло Джентилони. Вистинската звезда на овој мандат беше Матео Ренци, кој од обичен градоначалник на Фиренце се издигна во национален секретар на Партито Демократико и набра го по тоа на почетокот на 2014 година го замени Енрико Лета на местото премиер. Неговата харизма доведе до редица нови закони и реформи кои ја зголемуја популарноста на Демократската партија до неверојатни 40% на европските избори во 2014 година.
Поттикнат од овој успех, Ренци и неговата влада ќе го изгласаат актуелниот изборен законник, кој е мешавина од мнозински и пропорционален систем, кој во суштина фаворизира партии со голем рейтинг. Рейтингот од 40% што Ренци го имаше во 2014 година ќе се стопи до парламентарните избори во 2018 година. На овие избори, според истиот закон, никој го немаше потребното мнозинство за формирање на влада. Проблем кој законодавецот намерно го има оставено во случај на изедначени рейтинзи. Движењето 5 звезди, ветувајќи универзален приход, беше најсилна партија со 32% од гласовите. Коалицијата на десните партии беше нешто подобро од тоа, со 37%, но како коалиција, во која најсилна беше реформираната Лега предводена од Матео Салвини со 17%, додека партијата на Џорџа Мелони беше трета во оваа коалиција со едноцифрен процент. Првата влада од овој парламент беше она на Џузепе Конте, која беше коалиција меѓу движењето 5 звезди и Лега. Ова е владата од почетокот на пандемијата. Во оваа година популарноста на Лега растеше, а на 5 звезди опаѓаше. Заведен од успехот на европските избори, Матео Салвини побара предвремени избори за да има целосна власт, но наместо тоа доби клоца за излез од владата и беше заменет со вечните институционалисти Демократската партија. Неспособноста на Конте да владее и да располага со парите добиени од Европа доведоа до паѓање на неговата влада и создавањето на техничката влада предводена од супертехнократот Марио Драги. За да владее лагодно, Драги прифати да биде премиер на една широка коалиција во која влегоа речиси сите партии, сите освен една. Фратели d'Италија, предводени од Џорџа Мелони, останаа да бидат опозиција во периодот кога се уште имаше пандемија и околности поврзани со неа во Италија. Без да направи ништо посебно, без некој посебен напор, само со бивањето опозиција на Драги, оваа партија од едноцифрен број се искачи на феноменалните 26% освоени на последните избори и заедно со коалицијата се прошетаа насекаде низ Италија, токму по логиката на законот направен за силна партија своевремено од Ренци. Џорџа Мелони ќе биде новата премиерка на Италија, првата жена во историјата на Италија на оваа функција. Првите денови по изборите се интересни да се анализираат низините потези во кои е во тесна соработка со премиерот во заминување Драги. Јасно и гласно ги потврдува евроатлантските позиции на Италија и едно од имињата за кои лично Џорџа Мелони побарала да биде министер за економија и финансии е името на бирократот од Европската централна банка Фабио Панета. Додека многумина ентузијастично се радуваа дека во Италија и се врзат шлаканите на Европската Унија и дека покрај заканите од Урсула фон дер Лајен италијанците избраа со своја глава, јас сметам дека по не знам кој пат повторно наседнаа на едноставен трик. Уште при станувањето премиер, Марио Драги знаеше дека ќе треба да одбере наследник кој ќе има политичка позадина. Тоа никако не можеше да биде нестабилниот Матео Салвини, уште помалку потрошениот Берлускони. Затоа младата Мелони беше совршен избор. Според мене, низиното останување во опозиција беше планирано од самиот Драги, кој без сомнение е архитектот на низиниот успех, најмногу на штета на Салвини. Исто како и во случајот на Трамп, некој е во позадина и има план кој широкото мнозинство не го знае и верува во бајки за мали деца дека промената е конечно дојдена. Во врска со политичарите и нивната тежина, јас зборував во моето видео за нив. Таму кажав дека се добро платени глумци, кои треба да влезат во веќе предвидената улога. Тоа совршено важи и за идната премиерка на Италија, Џорџа Мелони. Марио Драги е можеби играч од малку поголем калибар, но штом го знаеме по име и презиме, тој влегува во истата категорија. Чекајќи времето да ги потврди или негира моите тези, во Италија на лето обичните луѓе ќе јадат дињи и пршута, дури и да не им се допаѓа презимето на нивната идна премиерка. Јас сум Татунчо, драги пријатели, од Италија, секој добро.